А ние, почитувани гледачи, повторно ве носиме надвор од нашето студио. Линковски ќе ја вклучиме колешката Викторија Петровска, која што ќе зборува на една навистина многу корисна тема, а тоа е колку е чест дијабетот во Македонија, болест на денешницата или, ако може слободно да кажам, на современото живење. Викторија, добро утро. Повели со твојата соговорничка, доктор Ана Талевска, специјалист по интерна медицина, да слушнеме повеќе информации на оваа тема. Добро утро по втор пат. Токму така, колку е чест дијабетот во Македонија, кои се најчестите причини, меѓутоа и за терапиите и за сето оно кое што треба да го знаат лицата засегнати со ова заболување. И сутринава разговарам со доктор Ана Талевска, специјализант по интерна медицина. Доктор Ана, благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа и ете да говориме за важна тема, колку е чест навистина дијабетот како болест и состојба во Македонија. Добро утро. Дијабетот представува сериозен јавноздравствен товар во Република Македонија. Последната студија, која што моментално е во фаза на публикација, покажува дека на нашата територија има 121.750 живи пациенти кои што имаат диагностициран дијабет, и тоа е за 18.000 пациенти повеќе од една слична студија која што беше направена во нашата земја во 2015 година. Или поедноставно за гледачите, тоа значи дека секој 6 до 7 жители на 100 жители во Република Македонија има дијабет. Кои се најчестите причини и значи ли дека симптомите се секогаш видливи, односно кога да знаеме дека се соочуваме со состојбата со заболувањето дијабет? Најчестите причини се современиот начин на живот кој што доведува до калорични порции, конзумирање на многу засладени пијалоци, полесен ни е пристапот до храна, помалку се движиме поради работните места или потребен ни е превоз до работното место, значи намалена физичка активност, хроничен стрес и сето тоа допринесува до развој на дијабет, меѓутоа тоа е мултифакторијална болест. Значи тука игра голема улога и генетската предиспозиција, меѓутоа апсолутно не постои еден фактор кој што ќе допринесе дека еве сега само заради ова ќе се развие дијабет. Симптоми, најчесто пациентите имаат еден тријас на симптоми, значи 3 симптоми, чувствуваат многу жед, потреба за мокрење и често ги буди таа потреба за мокрење во ноќта и чувствуваат зголемено чувство на глад, значи имаат потреба за повеќе храна. Меѓутоа и тие не се многу специфични, а кај некои пациенти може и воопшто да отсуствуваат симптоми или да не ги забележат, така што и отсуството на симптоми не значи дека има отсуство на дијабет или преддијабет. Колку превенцијата е важна при дијабетот и ете колку советувате да ги правиме оние редовни прегледи кога станува збор за дијабетот, со какви се предизвици се соочуваат лицата и кои имаат симптоми, меѓутоа и оние кои што нема симптоми, а ја забележуваме болест. Препораките велат дека кај здрави индивидуи, кај кои што нема ризик фактори, после 35-та година може да се започне со редовен скрининг. Меѓутоа, доколку некој забележи некој од овие симптоми или пак има ризик фактори, генетска предиспозиција, тогаш во договор со лекарот првото испитување се изведува веднаш, а потоа индивидуален пристапот во зависност значи од потребата на пациентот, на толку време се закажуваат контролите. И една посебна состојба е гестацискиот дијабет после бременоста. Во тек од 4 до 12 недели потребно да се направи еден ОГТ тест, значи тест на оптоварување со шекер, и доколку тој негативен, следните контроли се за 1 до 3 години. И сега како превенција, да не се повторувам, повторна физичка активност. Има едно правило на порција, каде што половина од чинијата треба да биде зеленчук, четвртина протеин и четвртина јаглени хидрати. Пациентите да се трудат да имаат редовен сон и се разбира доколку се во фаза на преддијабет, исклучително е важно да намалат на телесната тежина и физички да се активираат. 150 минути неделна физичка активност интензивна, до 300 или пак 30 минути пешачење секој ден игра навистина голема улога.
Како се третира болеста во Македонија, колку здравствениот систем е спремен, кои се методологии и технологија е спремна за третирање на диабетот и дали има подобрување на можеби оваа состојба денес во модерното здравство? Па да, Македонија не заостанува во однос на пристапот кон лекување на диабет, заради тоа што програмата на Министерството за здравство има обезбедено сензори и пумпи за пациентите за кои што е потребно. Пумпите најчесто се доделуваат на пациенти со диабет тип 1, бидејќи кај нив нема инсулин, нели потребно е континуирано да се дава инсулин, и досега 330 пациенти се на таа програма и се очекува тој број да расте. Околу 650 пациенти веќе имаат сензор и очекуваме тој број да расте. Понатаму Македонија има ги следи светските препораки и има во нашите фармацевски компании нудат пристап на квалитетни лекови, ја следиме науката, така што во поглед на терапијата и забележуваме дека пациентите имаат продолжен животен век, најмногу по тоа што е зголемен бројот на пациенти во подмината возрастна група, например над 80 години со дијагностициран диабет. Така, во интерес на времето, толку за ова линковско вклучување, меѓутоа се надевам дека ќе ви имаме повторно на друга можеби тема или на оваа поопширно. Многу ви благодарам што бевте дел од утринската и што ги споделивме сите овие корисни совети и информации за лицата со диабет. Ви благодараме вас на поканата. Да, поздрав начин на живот, поздрава исхрана, пешачење и физичка активност препорачуваат и надлежните, односно утринава разговарав со доктор Ана Талевска, со која што проговоривме малку повеќе за диабетот и за предизвиците со кои што се соочуваат лицата со ова болест и состојба во Македонија, секако и за модерните технологии во здравството кои што го олеснуваат животот на овие пациенти. Се надевам дека споделивме и доближивме повеќе информации до вас и до сите оние засегнати кои што го погледнавте ова линковско вклучување. Студио? Одлично линковско вклучување и разговор, Викторија. Многу ти благодарам. Убав ден ке ти посака.